Во Филмополис 337, премиерата на дебютантскиот филм на режисерот Сашо Павловски, ова не е американски филм, во киното Милениум во Скопје. Вториот дел од магазинот комплетно посветен на предиграта, случувањата на црвениот килим и самото доделување на Оскарите во Кодак театарот во Холивуд. Добро вечер и добре дојдовте во 337-то издание на Филмополис на ТВ Телма. Вечерва малку подоцна од вообичаеното поради терминот од италијанското фудбалско првенство во 20 часот и 45 минути. Најавата навести дека вечерва во магазинот ќе имаме две полувремења, да се изразиме со фудбалски термин. Две полувремења во кои рамноправно ќе се позанимаваме со случувањата во домашниот филм и секако со најинтересните моменти од доделувањето на престижните Оскари. Конечно, после подолго време се случи премиера на македонски филм. Иако бумот беше најавен за минатата година, по се изгледа токму оваа 2011 ќе биде интересна на филмски план за нас. Мразот го скрши деби филмот на Сашо Павловски. Ова не е американски филм, чија премиера ја проследивме во петокот во киното Милениум од 20 часот. Да видиме и чуеме што забележавме таму. Стартуваме со Филмополис 337. Fading. In a world where one man with special film powers believes he can control his movie and become a living legend. Ќе оплячкаме американската амбасада. А зашто не грчката? Fade out. Hands down, bitches. Сега ја тебе ќе те услушам. Special effects. But he finds out that he is dying. Како ти изгледа, докторче? Иако не се работи за американски, туку за македонски филм, иако тоа не е честа практика кај нас, сепак на премиерата на ова не е американски филм беше послан црвениот килим пред киното Милениум, кој од самите протагонисти во филмот не беше баш испочитуван докрај и тие неретко ја одменуваа обележаната насока на движење по него. Премиерата на долго очекуваниот дебютантски филм на режисерот Сашо Павловски, долго очекуван во смисла дека неговата финална реализација се одолжи повеќе од потребното, па тој наместо да се појави пред минатата или минатата година, излегува дури сега во 2011, помина во пријатна и френдли атмосфера. Продуцентот на филмот Дејан Илиев, кој се уште беше директор на филмскиот фонд кога овој проект ги доби 500.000 евра, не смета дека одолговлекувањето на филмот ќе пречи на неговата потреба од гледаност кај домашната публика. Реализацијата на игран филм е тежок процес. Значи тежок процес. Многу работи треба да се склопат за да се случи конечно и да се случи така како што е најдобро или како што најмногу посакуваат сите да се случи. Не би рекол дека запна, има некои работи, например, и ова што е 2011 година се должи на тоа што сакавме да биде 2011 издание, да не биде крај на 2010 издание, затоа што практично ќе имаме многу мал период од годината за експлоатација, а веќе оваа година ќе беше бајат филм на некој начин. Затоа ние решивме да не излегуваме во септември или октомври како што беше првичниот план, бидејќи и така имавме некој мало задоцнување. Решивме да го поместиме за 2011 за да биде релиз дейт 2011. Не би рекол дека беше малку повеќе време можеби потрошено на сценариото, меѓутоа вредеше. Гледам дека кампањата се прави филмот да биде гледан во нашата земја, да игра во многу кина, меѓутоа дали постои план за негов фестивалски живот? Апсолутно, значи судбината на филмовите и значи поривот на авторите би требало да им биде гледан филмот. Значи филмот е на некој начин средство за масовна комуникација, не е нешто што не би требало некој да прави филм за да го покаже на другарите или на мама и на тато. Ако веќе се прави филм, треба нормално секој автор и секој продуцент посакува да е колку што може да допре до колку што може поголем број гледачи. Ние имаме селс агент од Канада кој веќе почна да го продава филмот, со него правиме стратегија и за настап на фестивали. Сега ќе аплицираме на баш овие денови треба да го поднесеме филмот на два фестивали, значи на Карлови Вари и на Кан, за предселекција во Кан и за Карлови Вари, така да се надеваме дека ќе има некако живот. Она што е најважно е овој животот, за мене барем, е поважен животов пред публиката отколкото и фестивалскиот живот.
Ова не е американски филм, е всушност драмски текст на поранешниот директор на Македонскиот народен театар Сашо Миленковски, чија хит представа ги одбележа 90-тите години во драмскиот театар. Миленковски не работеше на филмската адаптација на својот текст, а таа работа му беше доверена на чехот Петар Јех во тандем со режисерот Павловски. Ова е драмски текст што јас го напишав 95-та, 94-та. Имаше своја премиера 90-ти години во драмски. Сега точно која година не можам да се сетам. И всушност драмскиот текст се искористен како основа за да се направи сценарио. Јас со сценариото немам врска. Просто е направено на основа на мој текст. Ништо не сум гледал, така да вечера ќе ми биде премиера и мене баш на класична и не знам како реферира со текстот. Веројатно знаете на каде отишол текстот, бидејќи го работеше Чехот заедно со Саша. Дали вие имавте удел во тоа што треба да се смени? Не, никаков удел. Јас се спиев рајац и сега се дојдам на премиера кој граѓанин, ке си уживам. Исто така и супер ми е. Многу убаво кога ќе се видиш на плаката на филм. Тоа е прекрасно, ова ми е прв пат. После 50 театарски представи, прв пат се гледам на плаката за филм. И тоа многу ми значи. Па добро, кои се очекувањата тогаш? Да се забавјам многу, пошто тоа беше хит. Која направи пред 15 години беше хит апсолутен у драмскиот театар и сега се надевам дека ќе биде хит и во биоскоп. Во гангстерската комедија, како што се обидува да ја продаде споменатиот канадски агент на филмот, главната улога на шефот ја толкува Сенко Велинов, кој одамна не се појавил на филмското платно, но тој факт не успел да го искористи докрај, останувајќи со својата глума во рамките на вечниот театар. Сепак, ова не е американски филм, е убаво искуство за помладите домашни актери, кои имаа каква таква шанса да ја помирисаат работата на еден целовечерен филмски проект. Немам гледано никакви материјали, ништо немам гледано. Едве чекам да зирнам проекцијата, очекувам добар забавен филм. Само кажам дека сум среќен, дека сум возбуден, дека е македонска премиера на филм. Драго ми е што гледам многу пријатели овдека на премиера на овој филм. Исто така ќе бидам среќен и за сите следни филмови што следуваат, како што е Панкот, кај што играат исто мои драги пријатели за Омнибусот, ова не е Скопје. Така се надевам дека, ако ја условно кажано, оваа пролет на македонски филм продолжи понатака и да не се сведе само на едно годишно време. И нормално најголемо задоволство за добиената шанса за реализација на текстот на Миленковски му припаѓа на режисерот дебитант Сашо Павловски, кој искрено се надева дека публиката ќе се забавува исто толку колку што се забавувале тој и филмската екипа за време на снимањето на филмот. Од процесот многу бев задоволен што го поминавме некако различни актери од различни земји. Меѓутоа се створи некоја заедничка енергија која што многу убаво не повлече на површината на процесот, така да уживавме. А од моје скромно искуство, кога ужива екипата на сет, би требало и филмот гледачите кои ќе го гледаат да уживаат. Задоволен сум од проектот како е завршен, меѓутоа нема да биде потполно задоволство да дори публиката и критиката не биде задоволна. Јас направив се што можев, како ќе изреагира и кој како ќе изреагира, не можам да претпоставам, се надевам на се најдобро. Иако филмот ни дава сосема поинакви референци за тоа од каде режисерот ја црпи својата инспирација, сепак Павловски вели дека негови филмски идоли се некои сосема поинакви режисерски великани. Се огледувам на автори кои што не можете или тешко ќе ги видите во овој филм. Не знам, јас сум растел со Параджанов, со Тарковски, со Бергман, меѓутоа од друга страна исто со филмовите на Серджио Леоне, од кои што се учебник за тоа како се работи сценарио. Меѓутоа не гледам да го копирам се до тоа, значи оригиналноста ја барам тука во срцето и во мозокот, да ги спојам тие две работи и да пробам да создам некој мој филмски јазик. Меѓутоа некои основи од таму останале, знаеш, сите потези, движења на камера, светло се изнудени, значи едноставно ако е филмот брз, затоа што е концептот спуштен на ниво на сценарио и драматургија. Значи тука имам брзина која што ми е даена во сценариото. Јас морам да ја пратам таа брзина. А од друга страна не се движи камерата за ништо, актерите не се движат без повод. Значи сите работи се изнудени со причинско-последичка врска. Значи тој дел би можел евентуално, веројатно ми останал како некое наследство од гледање на филмовите на Бергман, Тарковски и така натаму.
Сосема е јасно дека ова не е американски филм, е еден домашен филмски продукт кој мириса на ТВ драма и за кој искрено се надеваме дека ќе има одзив кај публиката, чисто за продолжување на нагорната линија колку толку да се оди да се гледа филм во кино, барем еднаш месечно. И на самиот крај, иако филмот е преполн со референции од американски култни жанровски филмови, со чии реплики на моменти и се претерува, од соговорниците побаравме да ја објаснат токму на истата таа наша домашна публика зошто ова не е американски филм. Затоа што не е руски. Ова не е американски филм затоа што уствари ќе видиме. Значи очекуваме публиката тоа да го каже. Тоа беше мала игра, се трудевме да направиме еден филм што е малку невообичаен за да речеме македонско поднебие филмско. Па ќе видиме дали сме успеале. Ако кажам дека е пародија на американски филм, нема да го погодам одговорот. Ако кажам дека зимаме матрица од американски филм, а кажуваме дека не е, ни тоа не е одговорот. Така да во прашањето е негде одговорот. Ако точно земам да го формулирам, никогаш нема да одговорам. Ова не е американски филм, тргнавме од насловот затоа што ние како македонци се трудиме некои работи да ги правиме како американци и при тоа сме смешни и не многу успешни. Значи, во основа, глобално таа линија во филмот е задржана. Ова не е американски филм. And so his battle begins. Death will hunt him down. Болен сум да му ебам мамата. Умирам. Се работи само за смрт. Ќе направим американски филм. He wants his film to become an American movie. You're talking to me? Because every American movie has a happy ending. And a pretty Hollywood star. Али, снимаме екшен филм, не снимаме мюзикл. But death is coming for him. He desperately tries to change that. Сакам среќен крај. Happy end. Не може. Finally, his movie takes a wrong way. Drop it. Cut to the next scene. Showtime, folks. And in his death, he becomes a legend. And the best actor goes to... I knew it. The boss! But everybody knows that this is not an American movie. А сега е време за Оскарите, позлатените статуетки за кои сонува веројатно секој филмаџија на планетава, со чест на само бендисаните исклучаци. Рано утринава по наше време, црвениот килим пред Кодак театарот блескаше во полн сјај, а самата манифестација помина возбудливо, благодарение на симпатичниот водителски пар Ен Хетавеј и Джеймс Франко, кои ги шармираа милиардите гледачи ширум светот. За очекувањата, разочарувањата, лауреатите, лузерите и останатите нешта до крајот на вечерашниот магазин. Уживајте! Пред да одиме со гала вечерта и доделувањето на Оскарите, влезот во Оскаровскиот дел од Филмополис ќе го започнеме со постилањето на црвениот килим уште минатата среда, кога Холивуд и официјално започна да го тресе Оскаровската грозница, која финишираше рано утринава по македонско време. Работниците вредно работеа неколку денови поред и прилично фреквентниот Холивудски булевар, односно аголот меѓу авенијата Хајленд и булеварот Холивуд, за пар денови го претворија во најпосекуваното место за чекорење во светот, барем за луѓето од филмската и бизнис индустријата. Прогнозите велеа дека постои 40% можност да врне, па за таа цел беа наместени големи шатори, а и местата резервирани од фановите беа заштитени од можната најазда на облаци.
Секако пред гала вечерта, неколку денови трае и подготовките и генералните проби, на кои најголема тежина понесе годинешниот водителски пар Ен Хетавеј и Джеймс Франко, чиј деби настап беше очекуван со возбуда и големо медиумско внимание. You are among the youngest hosts ever here. How is this going to be a more useful? She is the youngest host ever. It's official. I just went up by a couple months. Yeah. So that you Squeaked in. You got a record. Whatever. Justin Bieber's going to host next year, and it's all going to be over. So I'm going to enjoy it while I have it. Watch your malfunction! You're invited. Oh, shoot. Feel this? Oh yeah. Killing it. I can't work with him. He's so unprofessional. Ow! Paper cut. James Franco. And Anne Hathaway. Anne Hathaway. По долги години доминација на комичарите водители како Били Кристал и Стив Мартин, актерскиот пар Хетавеј и Франко се наметна како добар избор на организаторите на Оскарот. I love the Oscars. There I said it. You know, I do. I think it's wonderful. I love being an actor. I feel like the luckiest girl in the whole wide world, and this is just a continuation of the amazing fortune and remarkable, unusual experiences I've gotten to have in my life. I couldn't be more grateful. And you hate it. I don't hate it. No. I can't remember how many years have they been doing it at the Kodak? This is the 83rd. Oh, the know, Kodak. the Kodak, That was 10th year, yeah. Со ворп брзина дојдовме и до предвечерието на Оскарите, кога пар часови пред почетокот на доделувањето на наградите, главна фора е да се биде на црвениот килим или крај него и да се проследи сето она што на моден план има да го покажат звездите за таа божествена вечер. И конечно може да одиме и со одлуките на членовите на Американската филмска академија, кои по 83-ти пат ги прогласија најдобрите, овој пат за минатата 2010 година. И како што и се очекуваше, говорот на кралот стана апсолутен победник на годинашните Оскари. Врвот од 12 номинации го достигна кога ја доби четвртата и најважна, онаа која се памети, за најдобар филм. Wow, what an incredible honor, what an amazing year for film. To be with those other films in that category is just absolutely incredible. И Том Хупер стана дел од редот на великаните, добивајќи го Оскарот за најдобар режисер, можеби помалку изненадувачки, бидејќи поголеми шанси им се даваа на Девид Финчер и на Дарен Аронофски. What'll I call you? Your Royal Highness. Then sir, after that. How about Bertie? Only my family uses that. In here, it's better if we're equals. If we were equals, I wouldn't be here.
Секако дел од 4 Оскари на говорот на кралот се и статуетките за главниот актер во филмот Колин Фирт, кој маестрално го одигра британскиот крал Џорџ VI, како и за оригиналното сценарио на Дейвид Сайдлер. I have a feeling my career's just peaked. My deepest thanks to the Academy. My father always said to me, I would be a late bloomer. I have received А ако Оскарот за Фирт беше очекуван, истата констатација важи и за Оскарот за најдобра главна женска улога, кој отиде во рацете на Натали Портман за незината убедлива и супериорна трансформација во Црниот лебед на Аронофски. To the Academy, this is insane. And I truly, sincerely wish that the prize tonight was to get to work with my fellow nominees. I'm so in awe of you. I am so grateful to get to do the job that I do. I love it so much. Big day's getting closer and closer, huh? Well, I can't wait. I think you're gonna be amazing. Куриозитет на годинашните Оскари беше моментот кога наградата за најдобри споредни женска и машка улога отидоа во рацете на актерите од ист филм Борецот. Кристијан Бейл го доби Оскарот за најдобра споредна машка, а Мелиса Јео за најдобра споредна женска улога. This is the first Academy Award and second nomination for Melissa Leo. You pinch me? What? Mine? That's you. For me? You're much more beautiful than you were in the photo. Hey, you're pretty good looking yourself. What are you doing later on? Problems. What problems? What's wrong? Problems. Like what? Like maybe you not showing up on time to train. Like maybe him having to come find you in a crack house when you're supposed to be at the airport. I'm sorry. I don't know who you are. Why are you talking? We're together. Shut up. What are you gonna do, Mick? Listen, some MTV girl works in a bar? What does she know about boxing? And the Oscar goes to Christian Bale, the fighter. This is the first Academy Award and nomination for Christian Bale. You gotta run against this guy. Let him punch himself out. Take him to the body, right? Get inside. Switch stances like you're gonna work his right. Hit him on the left. You ain't me. Оваа година Оскарот за најдобар анимиран филм го доби Pixar компанијата за третиот дел од приказната за играчките, додека филмот Inception или Почеток се изедначи по бројот на добиени Оскари со Говорот на кралот, но сите во технички категории: најдобри визуелни ефекти, фотографија и монтажа и микс на звук. И на крајот, она што нас најмногу не интересира, Оскарот за најдобар филм од неанглиско говорно подрачје, кој остана во Европа благодарение на прекрасниот дански филм на Сузан Биер Во подобар свет. Hvor din mor, hun er død. Hun har kræft. Min mor og far er også i gang med at blive skilt. Og hvem fanden er du? Jeg hedder Christian. Jeg mener, du skal gribe Christian. Er du okay? I've seen that type of injury before. It's the work of a local villain. Big man.